Токму тогаш кога очите на јавноста се насочени натаму, тие решија да го отворат пердето. Не е јасно што се сака да се крие зад завесата, но сигурно е дека никого не ни интересира кој од оние што одлучуваат за тие што треба да делат правда, во која и каква канцеларија седи. Ќе потенцирам почитувани, јас сум само 3 дена председател на Судскиот совет. Се уште не сум легол во кабинетот, тоа го знаат моите колеги. Не заслужувам таков пристап како човек, како судија, како председател на Судскиот совет. А што таму ситуацијата е за никаде, ма што да се каже и за законодавците. Во недостиг на инспирација за кафе муабет низ кој единствено може да се најде некакво излезно решение. Тие ги повикуваат злите духови од минатото, за дополнително да ги зацементираат своите позиции. Помина отприлика пола година од кога летаа последен пат филџани. Ако имате филџан, ве молам да го тргнете на страна за да не настрада некој од нас. И се би било во ред ако за упорната и вжештена дебата за Бехтел Јенкас има јасен став. Но наместо тоа опозицијата, стравувајќи случајно да не биде маркирана, зборува прилично гласно, а е тивка и молчелива кога треба со кревање 2 прста да се определи дали е за или е против. Зошто вчера не гласавте против тоа да овие закони бидат на дневен ред? Зошто избегавте? Не му обезбедувавте кворум на мнозинството, затоа што имавме мнозинство. Излеговте, избегавте, не гласавте против. Зошто? Присуството без гласање без друго значи одобрување и звучи речиси исто со обидите да не се става знак на равенство меѓу едните и другите, кога дури и според собственото изразување. Тие се исти, само во одреден момент, на различна страна на масата. Господин Даниел Димевски, и јас и вие не може никогаш да бидеме колеги. И јас и вие никогаш не можеме да бидеме на исто ниво, нити можеме да бидеме колеги. Тука ќе се согласиме, не можеме да бидеме колеги. Јас не ве прекинував да бидеме малце колегијални. Колегијално е да се упати конкретна забелешка, дали таа ќе биде прифатена, тоа веќе не е прашање на однос кон јавноста, туку на став. Сосем сигурно политички, иако евидентно, непрецизен и популистички. Од секогаш и во секоја рубрика, кај државјанство, пишувало токму така. Македонско. Македонците од 2018 година се избришани. Се избришани. Еве, нека извадат пасош тие што вадат сега како пасош и видат граѓани на Северна Македонија. Македонско крос, граѓани на Северна Македонија. Така пише. Ама македонец сум јас, не сум граѓанин. И на крајот, па не мора ни толку многу да се потенцира, бидејќи секому е јасно, а тоа го пишува на секој камен на светот дека е наш, а ние сме негови граѓани. Овој камен можете да го снимите. Каменот е откриен пред 25 години на граница меѓу Франција и Шпанија. На него пишува скоро истите наши букви ЗТ Македонија. Го прашав Петар, што значи Зета? Зета значи старото име на Европа е Македонија. Во Јужноафричката унија е пронајден истиот ваков камен. И таму пишува Зета Македонија. Стар 35.000 години. Значи, целиот свет бил Македонија. Каменот, навистина не само според снимените разговори, туку и според поговорката, доаѓа од блиску. Поентата е, барем еднаш во историјата, да не удри по главата.